Без разлика од кој политички ентитет доаѓаме, на крајот на денот сите имаме една заедничка цел дека втората стратешка определба на оваа држава треба да биде патот, односно да биде членството наше кон Европската Унија, на кое што заеднички треба да работиме. Morаме целосно да се посветиме без изговори и доцнења. Би рекол, знаете дека повеќе од декада го следиме и перцепциите на јавноста за работата на собранието. Она што последното истражување теренско покажа дека имаше зголемување во она сеопшта оценка за перцепцијата на работата на собранието, значи мало подобрување после години и години стагнација. Берлинскиот процес е започнат уште 2014 година за да создаде една посилна рамка за продлабочена соработка на земјите од Западниот Балкан и Европската Унија. Во секој случај е компатибилен со планот на секоја од земјите во регионот за членство во Европската Унија. Добро е што таму учествуваат сите земји од регионот, бидејќи имаше и некои иницијативи каде што не секоја земја од регионот беше вклучена и има добра група на земји кои што се членки на Европската Унија. Но она кое што загрижува, затоа што од 2021 година, кога што имало самит исто така на Берлинскиот процес, главниот заклучок тогаш бил дека проширувањето останува стратешка цел, односно стратегиска инвестиција за мир, демократија, просперитет, безбедност и стабилност во Европа. И тоа се однесува и на нас, и на земјите од Западен Балкан. Истата теза, истите заклучоци, истата потреба ја имаме токму и денес во 2025 година, дека сепак од тогаш кога се зборувало за проширување, се зборува и денес, а ние се уште сме во чекалната.